Драги сограѓани и почитувана јавност. Од крајот на 2021 година, кога опозицијскиот бран резултираше со пораз на СДСМ на локалните избори, го живееме времето на широката коалиција. Раководствата и функционерите на СДСМ и на ВМРО ДПМН никогаш не биле поблиски и не соработувале повеќе. Двете големи партии кохабитираат на власт. Се чини дека пред нас предстои уште едно кронисување на оваа плодна соработка, доменот каде што тие се најстрекни и каде што се најконструктивни меѓусебно, а тоа е градежништвото. Имено во општина Газибаба ќе се гради урбанистичко чудовиште од 50.000 квадратни метри. Тоа се 16 згради со под над 10 ката на простор поголем од Истгейт мол. Проект од кој ќе профитираат единствено фирми блиски до раководствата на СДСМ и ВМРО ДПМН, а ќе биде на штета на жителите на Газибаба и на Скопје. Здружените фирми во овој бизнис повик се карактеризираат по низа на коруптивни скандали. Деталите околу овие фирми ќе ги пратиме до медиумите во нашето партиско соопштение. Јасно е дека ВМРО ДПМН после 7 години во опозиција не бира средства да наполни својата партиска каса, додека за СДСМ овој ентузијазам на нивните пријатели од ВМРО ДПМН е добродеден, бидејќи им овозможува непречено одвивање на криминалните активности. Монструозните детални урбанистички планови, кои ги сервираат градоначалниците на ВМРО ДПМН, потврдуваат дека партијата никогаш не ги штитела интересите на обичниот народ, туку работела само за интересите на олигархијата. И заедно со СДСМ им ја приредуваат мизеријата на жителите на Скопје и на Република Македонија. Ви благодарам.